Државата ветува враќање на 15% од секоја фискално регистрирана сметка, а по основ на платен данок на додадена во висина од 18%. Ова се однесува за секој купен производ или искористена услуга за кој државата наплатила данок на додадена вредност, а на чиј поврат сега граѓаните ќе може да сметаат. Дај може да се врне, ама ја не верувам. Ali не е лошо да се врне. Тоа обеќано е. Значи што се обеќа, што се плука, треба да се рише. Така е речено, па сега ако излажат, тоа е не странно. Па добро е тоа ако се направи, да се врнат парите кај граѓаните. Таксуваат нешто натаму. Оно се убаво што се направи убаво, нели? Да се руши не чине. А колку ќе биде тоа, значи добро е, ама дали ќе биде така, ќе биде. Убаво е, ама дали ќе се врате, не знаем. Регистрирањето на прометот на секој поединец ќе се одвива преку лична картичка, која секој граѓанин ќе ја поседува и на која ќе се евидентира колку пари секој потрошил и колку на крајот од годината ќе му бидат пресметани и вратени. Дали е можно, наместо да зема, државата да враќа пари? Ова досега не се случило, па граѓаните повторно се предпазливи и скептични. Мислам дека треба повише ќе земат него што ќе враќат. Немам други зборови да кажем. И тоа се знае дека е така. Повише земат него што ќе враќат. За земање ќе земат, за враќање не верувам да враќат. И тоа многу земаа превише. Превише земаа. Се додека не вратат што земале, нема да биде Македонија држава и пристојна и се. Сепак доколку и тоа се случи, максималната сума на која може секое семејство да смета е 30.000 денари. Но за тие пари да се добијат, автоматски значи дека семејството или лицето треба годишно да потрошат најмалку 200.000 оданочни денари. Месечно тоа е нешто над 15.000 денари, што математички е остварливо, зашто и така сите пари граѓаните се ги даваат за храна или некој друг трошок. Од друга страна, ќе се зајакне и даночната дисциплина, зашто секој ќе бара фискална сметка за платеното. Сето ова звучи убаво и реално, но останува да се реализира. Оваа идеја премиерот Заев ја промовираше пред изборите во 2016 година, но досега ретко се споменуваше. Сега избори повторно наближуваат, па или истата ќе биде искористена уште еднаш, или пак можеби навистина ќе биде имплементирана.